Почитувани, добре дојдовте во новото издание на емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Денес на наше огромно задоволство гостин во програмата доктор Тања Андјушева, субспецијалист кардиолог, медицински директор и раководител на одделот за интензивна нега во специјалната болница Филип II. Таа е добитник на бројни признанија и награди за својата работа. Прогласена е за една од најуспешните жени менаџерки во 2014 година, а исто така е коавтор на многу научни трудови од својата област. Докторке, како изгледа еден ваш работен ден? Прво, јас би сакала да ви се заблагодарам на поканата ваша. Многу ми е драго и посебна ми е чест да бидам гостин во оваа ваша емисија, посебно што Велес е мојот роден град. И многу ми е драго што сте направиле оваков проект со кој што ќе се обидете да го подигнете здравственото ниво на граѓаните на Република Македонија, почнувајќи од Лешани, па сите натаму што ќе ја слушаат вашата емисија. Работниот ден како почнува? Па нормално. Започнува рано наутро, 7 часот веќе е времето кога сум на своето работно место. Обично имаме утрински примопредавања, мора да се добие информации за се она што се случило во тек на ноќта со пациентите. Инаку, како одговорен лекар на интензивното лекување, нормално дека одговорноста е многу голема, тоа се работи за пациенти кои што се со најтежок степен од своето заболување, каде што негативно вниманието на лекарот и на целокупниот персонал е неопходна за да може побрзо да се вратат во нормален живот. Еден дел од денот го минувам како одговорен лекар на интензивното лекување, потоа обврските како медицински директор си имаат нормално свое значење и свое место, па треба да одговораме на тие прашања организацијски кои што се однесуваат на работната установа каде што работам и на довербата да ја оправдам на академик Митрев што ми има поставено како одговорен лекар на установата. Потоа има еден дел што мене посебно ми е драг од денот каде што обично уживам во новостите од медицината. Не оставам ниту еден ден да не прочитам што се случува ново во светот, затоа што единствено нешто јачината на еден лекар е кога сите тие новости кои што доаѓаат има можност да ги осознае и да ги примени кај своите пациенти. Уживам додека ги пишувам трудовите, додека ги следам резултатите од научните дејности кои што се одвиваат текомно во нашата установа. А нормално на крајот од денот обично доаѓаат контактите со сите оние надворешни пациенти кои што го довериле своето здравје, кои што ме одбрале да им бидам матичен кардиолог и да ги водам во текот на нивната болест и во текот на нивните контроли. Каква е состојбата со здравјето на жителите на држава? За жал, може од нашата секојдневна пракса доаѓаме до осознание дека голем е процентот на касно откриените и недиагностицирани пациенти, што за жал и доведува да и нивната здравствена состојба е доста нарушена и обично доаѓаат во стадиум кога треба да се лекува, а не да се превенира. Што значи тоа? Така, понародно кажано, на полето на кардиоваскуларните заболувања. Голема е инциденцата на пациенти кои што доаѓаат веќе со манифестно, евидентно кардиоваскуларно заболување, каде што веќе треба да се примени оперативно лекување.
Меѓутоа и самото оперативно лекување се применува во еден многу напреднат стадиум на болеста, каде што еве ако се работи да речеме за коронарна болест, веќе имаме знаци за попуштање на срцевиот мускул, веќе имаме заболен некој залисток, па треба да се направи комбинирана операција. Пациентот не може веднаш да се оперира, него неопходно е претходно да биде добро подготвен во нашата установа, па потоа да се примени оперативното лекување. Или пак ако се работи за васкуларна болест, што мислам сме горди ние како установа затоа што ставивме голем акцент на васкуларните заболувања, затоа што приметивме дека голем број од пациентите кои што доаѓаат кај нас се со веќе развиени гангрени и рани на стопалата, како резултат на непрепознато запушување на крвните садови кои што ги хранат нозете. И луѓето имаат проблеми, не обрнуваат внимание, болеста си прогредира и ние така со развојот и со апаратурата која што ја доведовме во нашата установа, доведовме да веќе се подигне свеста на луѓето, да со навремена дијагностика се препознаат голем број од нив и се примени периферна бајпас хирургија, а со тоа всушност им се овозможи да се вратат кон нормала, да не бидат инвалиди, да нема пресекување на екстремитетите како резултат на веќе развиените рани. Или пак ако станува збор за мозочните удари, да речеме мозочниот удар е вториот, ако кардиоваскуларните заболувања се првиот убиец, мозочниот удар е вториот кој што ги носи млади животите на луѓето, а и доведува до голем процент на инвалидитет во општеството. Многу од пациентите поминале еден или два мозочни удари, меѓутоа некако не се упатени на компјутер или не знаат дека треба да се направи компјутер на крвните садови кои што го хранат мозокот, кои што се нарекуваат каротиди. Не знаат дека доколку има запушување на тие крвни садови може да се направи хируршко лекување и да се превенира на таков начин некој траен или максимален инвалидитет. Или пак не се знае се уште постои некој страв да ако веќе се појави мозочниот удар дека треба што побрзо да се направи дијагностика и што побрзо пациентот да се донесе во адекватна установа каде што би се направило адекватното дијагностицирање и соодветниот третман на пациентот. Што за пациентите и воопшто за сите граѓани ќе значи навремено дијагностицирање? Што би пред се за самите пациенти? Значи, секој човек како индивидуа најдобро се познава себе си. Значи, не треба една индивидуа да замижува пред тегобите кои што му се појавуваат и кои што го реметат во секојдневието. Да речеме, ако веќе примети дека се замара полесно, дека му е тешко да ги искачи скалите, дека има некои стегања во предел на градите, во предел на рамениот дел, не треба да остане невнимателен кон тие предвестија, затоа што сите тие предвестија всушност укажуваат на веќе појавена коронарна болест. Треба да го консултира својот лекар и треба да се упати навреме да се направи ехокардиографско испитување, да се направи стрес тест, да се направи коронарографија, со време да се делува, а не да се дозволи да речеме коронарната болест да го оштети срцевиот мускул и кога веќе ќе настане инфарктот во една тешка состојба, кога инвалидноста е многу поголем, тогаш да се лекува. Или пак ако, да речем, има покачен крвен притисок, главоболки, пак стегање во предел на градите, без разлика дали се работи за 40-35 години, затоа што ако порано границата на кардиоваскуларните заболувања беше некаде околу 50-60 години, сега веќе е симната таа граница, веќе 35-40 години и како се манифестираат веќе првите симптоми на кардиоваскуларните заболувања. Значи не треба да остане, имајќи во предвид дека се работи за млада индивидуа, не треба да остане невнимателен кон покачениот крвен притисок. Покачениот крвен притисок ја забрзува атеросклерозата и доведува до побрзо пропаѓање на кардиоваскуларниот систем целосно и до појава на низа компликации од нелекуваниот крвен притисок.
Една од најчестите и најопасните компликации е прскање на аортата, главниот крвен сад, кое што во суштина представува и смртоносна состојба, затоа што се работи за комплетно здрава индивидуа, каде што притисокот од 200, кој што наеднаш се качил, допринел да настане прскање на крвниот сад и витално загрозување на животната состојба на единката. Кои се ризик факторите за настанување на кардиоваскуларни болести? Добро, стресот е нашето секојдневие и секој од нас треба да научи да го менаџира стресот пред се во себе и во околината во која што живееме. Тука не можеме да се ставиме под стаклено звоно, меѓутоа можеме да делуваме на другите фактори. Кои се другите фактори? Пред се, пушењето е многу штетно и јас велам дека пушачите се можеби солидарни меѓу себе затоа што си ги позајмуваат цигарите, меѓутоа се многу себични затоа што ја уништуваат целокупната средина и го уништуваат здравјето на оние кои што не се пушачи. Никотинот делува на зидот на крвниот сад, допринесува да се наталожат маснотиите под ендотелот, под обвивката на крвниот сад, да настане така наречена атероматозна плака и да започне процесот на старење на крвните садови предвремено. Тоа е состојбата што ја прави на крвните садови. Никотинот делува, да не заборавиме, на дишните патишта, делува на бубрезите, делува на целокупниот организам. Значи, еден од факторите е никотинот. Вториот фактор, кој што исто така е убиец на здравјето и на здравата единка, е неправилната исхрана. Не е само масната храна таа која што е штетна. И неправилноста во начинот на исхранувањето, да речеме гладување од утро до вечер, па прејадување во вечерните часови, исто така не е воопшто здраво. Значи, една единка за да биде здрава, треба да се храни здраво. Што значи? Да има оброци поделени во 3 рамномерни интервали, како што сме учени од детството кога сме растеле доручек, ручек, вечера, каде што калориите ќе бидат распоредени според стресот и според активностите дневни кои што ги има единката. Многу е штетно гладувањето и прејадувањето и внесувањето на ексцес на масна храна, ексцес на калории, затоа што една клетка која што гладува, додека единката гладува, кога ќе дојде вишокот на калории, не е способна да ги преработи, се создаваат вишок на масноти и тие наеднаш се таложат во црниот дроб, се создава масното ткиво, се создава целулитот и повторно се прогредира процесот на атеросклерозата, тоа е старењето на крвните садови. Третиот фактор е начинот на живот. Начинот на живот и изолацијата која што настанува за во последно време на секој човек од природата и спортувањето и прошетките во природа и здравиот кислород, значи доведува да комплетно метаболизмот и активностите и калориите и стресот од озгора да всушност ги забрзаат внатрешните ризични фактори кои што секој човек си ги носи, а тоа се возраста, фамилиарната анамнеза, односно фамилиарната предиспозиција и да се манифестираат кардиоваскуларните заболувања пред време, отколку што да речеме, наместо да се појават на 60-70 години, да се појават првите промени, да се појават 30-40 и така натаму. Дебелината и фастфуд храната исто така се многу големиот ризик фактор. Значи, фастфуд се сите оние сендвичи, брзи пици и така натаму, кои што се многу сладки, меѓутоа, за жал, кои што се многу штетни затоа што користат многу, содржат многу празни калории. Додека пак примената на витамините, овоштието, зеленчукот, се многу корисни затоа што содржат, се богати со олигоелементи, се богати со витамини кои што го убрзуваат и подобруваат нашиот метаболизам, а и го чуваат нашето здравје. Која е просечната возраст на населението кое што најчесто заболува од кардиоваскуларни болести? Па, според статистиката која што ја водиме, значи просечната возраст на населението се спушта према помлада возраст. Во превод значи дека веќе 45 години, 50 години луѓето се итекако
пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Сето тоа е резултат од невниманието на единката кон чувањето на своето здравје. Според светските стандарди и нормативи, според начинот како на Запад се врши заштита на личното здравје на единката, после 35-та година се прават задолжителни систематски прегледи, кои што кај жена опфаќаат покри преглед на срце, ехо, крвни садови, доплер, проверка на ниво на масноти, опфаќаат и контрола на дојка и на женски гениталии, вклучувајќи ги и хормоните, додека пак и машка особа покрај кардиоваскуларниот систем опфаќаат и контрола на простата. На таков начин всушност се откриваат рано заболувањата. Меѓутоа, не е битно само да се посети лекар. Многу е битно и каде ќе се направи контролата, на какви апарати ќе се направи диагностиката. Затоа всушност треба малку и благодарение и со сегашната политика која што е почната во здравството, веќе е подигнато и нивото на здравствените установи, подигнато е и нивото и квалитетот на апаратурата која што се користи. Јас затоа би сакала да поентирам дека јас сум среќна што работам во установа која што и така се покажа во текот на овие 15 години дека е лидер во носењето на новостите во медицината. Така и Филип II всушност си планира во најскоро време да ја пушти и најсовремената апаратура во однос на диагностиката. Еве, например, ангиографот кој што во тек на наредните 2 месеци ќе започне со работа, ќе биде ангиограф кој што има 7 пати пониско зрачење, односно контрастните средства ќе бидат 7 пати помалку потребни отколку сегашните стандарди ангиографи. Што значи тоа? Дека ќе има помалку зрачење за пациентот додека се испитува, а квалитетот на сликите и она што ќе се добие ќе биде со многу подобар и поврна технологија изработен. Компјутерскиот томограф, кој што исто така за 2 месеца ќе биде во употреба достапен, веќе поминаа и контролите на зрачната доза која што ја испушта компјутерот, се исто така 7 пати помали во однос на сегашниот компјутер кој што се користи, а ќе биде 328 слоен, што значи дека ќе дава слики на органи како што изгледаат во реалност. Магнетната резолуција, исто така и магнетната резонанца која што навргу ќе ја започнеме да ја користиме, е со многу висока технологија на изработка, со помалку зрачење и помалку звучни ефекти, а за многу кратко време ќе се овозможи да се добијат врвни слики на органите и рано диагностицирање и откривање на патологијата кај пациентите. Што значи тоа во превод? Во превод значи дека лекарот и установата кои што работат со пациентите треба да се доволно мудри и да ги одбираат оние и медицински технологии кои што со многу малку оштетување на здравјето на пациентот ќе овозможат голем благодет во однос на раното диагностицирање на поедините заболувања. Ќе дојде време кога да речеме скрининг на пациентите ќе опфати компјутерски преглед или магнет преглед. Нема веќе доди времето, ехото е многу битно и ќе си остане првенствено во диагностиката, меѓутоа компјутерот си има свое место во откривањето посебно на малигните заболувања. И во склоп на систематските прегледи, во најскоро време, како што работи и Западот, ќе се воведат систематски компјутерски прегледи кон поедини таргет органи за рано откривање на малигните заболувања кај пациентите. Тоа би значило дека на тој начин би можеле многу полесно да се заштитиме од добивање на кардиоваскуларни заболувања и дали воопшто можно е да се заштитиме? Ние сите имаме одредени гени. Тие гени си ги добиваме од нашите родители и тоа е нешто што сакале или не си го имаме во наследство. Така да и не сме комплетно моќни секогаш 100% да се заштитиме. Меѓутоа, ако правилно живееме, ако правиме систематски прегледи, ако внимаваме кон своето здравје, можеме појавата на кардиоваскуларната болест да ја пролонгираме. Да не се јави на 40 години, него да се јави на 60. Тие 20 години на здрав живот значат многу.
Значи помалку лекови, нормална активност во животот, нормална единка, здрав родител и така. Дали било кое од кардиоваскуларните заболувања остава трајни последици кај пациентите? Да, секое кардиоваскуларно заболување, па и секоја болест, која што не се лекува правилно и која што не се следи и не се контролира правилно, прави трајни последици. Па земете еден обичен зап, ако не се извади на време, ќе направи гноен абсцес, ќе имаме проблем. Така е, притисокот спомнав, ако не се лекува, има последици. Коронарната болест, ако не се лекува, исто прави последици. Дури и една обична гнојна ангина, ако не се лекува, и таа може да направи проблеми. Да, како што вели народот, да удри на срце, односно да направи ендокардит, да ги заболи за листоците на срцето и да доведе до операција. Затоа, значи, секое заболување треба навреме да се препознае, правилно да се истретира, да се исконтролира, за да има позитивен бенефит по здравјето на пациентот. Кои се терапевтските методи кои што вие ги користите за лекување на овие болести? Вака, Филип II во 2009 година го отвори диагностичкиот центар, кој што работи 24 часа, преку ден, значи од 7 до навечер, до 10 часот се организирани прегледи, а во текот на ноќта сме во состојба да ги прифаќаме сите идни пациенти. Во склоп на диагностичкиот центар, значи ние имаме организирано повеќе дејности. И тука е интерната медицина со сите внатрешни заболувања, кардиоваскуларните се нели број 1, затоа што ние почнавме пред се како кардиоваскуларна хирургија болница, специјална болница, потоа прераснавме и ги проширивме своите дејности. Потоа тука доаѓаат можноста за диагностицирање од областа на ортопедијата, абдоменалната хирургија, гастроентерологијата, неврологијата. Кои терапевтски можности ги имаме? Зошто го набрајав ова? Имаме можности за конзервативно лекување и следење, во превод значи со неинвазивна диагностика, да речеме од областа на кардиоваскуларните заболувања, примена на следење на пациенти, правење на коронарен стрес тест, следење со холтер, диагностички процедури, адекватна терапија, препишување, следење на пациентите со конзервативното лекување, односно со медикаментозната терапија. Меѓутоа, за оние пациенти кои што имаат потреба пак од коронарографија, од стентирање, кога се работи за коронарна болест, имаме можности, значи, и да се направи и коронарографијата и да се постави стент, односно доколку пациентот не е за стент, кога имаме многу променети коронарни крвни садови или акутна, хиперакутна состојба со повеќе садовна коронарна болест, тогаш се применува оперативното лекување. Не би сакала да зборувам, меѓутоа веќе се знае, 16 година е како што постои Филип II, 16 години се работат кардиоваскуларните хирушки процедури, имаме веќе над 16.000 оперирани пациенти кои што веќе си нашле бенефит од нашата дејност и она што сме го развиле. Како се разви кардиоваскуларната хирургија, така тука се разви и останатите дејности, и ортопедијата, и абдоменалната хирургија, и урологијата, неврологијата, така. Значи, секогаш ги следиме трендовите. Посебно сакам да напоменам дека на полето на кардиоваскуларната хирургија посебно внимание се поставува на вродените срцеви маани кај дечињата. Значи, појавата и диагностицирањето на вродените срцеви маани секогаш се разгледуваат тимски од страна на нашиот педијатар, и јас мислам интензивното лекување, и доктор Митрев како кардиоваскуларен хирург. И секогаш се оди од принципот на најмалку можното инвазивно да се постигне најдобриот бенефит. Тоа и беше идејата и затоа во 2004 година започнавме со интервентниот третман на вродените срцеви маани. До сега се веќе некаде околу 600 деца третирани со вродени срцеви маани, велам интензивно, попатна интервентна процедура. Што значи тоа? Тоа значи, ако постои, например, вродена срцева маана од типот на дефект измеѓу двете предкомори,
дупка меѓу двете предкомори, народно кажано, не мора секогаш таа да се затвори со операција. Значи, медицината и технологијата толку отишле напред, да како што се става стентот при коронарната болест, така може да се стави, се вика чадорче, и да се затвори таа дупка. А за детето тоа е огромна предност. Зошто? Затоа што нема операција, нема стрес, за 24 до 48 часа си се враќа кон нормален живот. Нашата стратегија, посебно кога се работи за деца, е многу внимателно и што помалку инвазивно за детето, а што повеќе корист за неговото здравје. Така, мислам дека одговорив на ова прашање. Во земјава извесен период, неколку години ми се чини наназад, се спроведува кампања за здрав начин на живот. Што мислите вие како стручно лице, дали населението го почитува тоа или барем малку се придржува кон здравиот начин на живот? Ако од почеток беше чудно и страно, вака, јас имам малку прилика да прошетам слободно по улиците. Меѓутоа, во последно време се повеќе приметувам дека посебно меѓу младите луѓе се јавува желбата кон здравиот начин на живот. И еве да речеме еден конкретен пример, проблемот со дебелината. Ние направивме еден посебен проект каде што дебелината не ја третираме со ригорозна диета. Напротив, се прегледува пациентот, се разговара со него, се прави интервју и се одредуваат типови на диети според начинот и желбата на неговите вкусови. До сега пациентите кои што сме ги вклучиле во овој проект имаат и tekako позитивни резултати во однос на губитокот на телесна тежина. Зошто? Дури и една диета која што се спроведува, и една, третман на дебелина, треба да биде во согласност со физиологијата. Не треба да биде на база на препарати, него треба да биде на база на здрава храна, ако здравието на пациентот е како што треба. Затоа кампањата која што владата ја започна, здраво тело, здрав дух, здрав живот, е многу позитивна и многу корисна, затоа што ја подигнува свеста, посебно кај младата популација која што расте, колку е битно здравието, за да може да се остварат секојдневните активности и за да се биде успешен во животот. Од друга страна, што ние малку обрнуваме внимание, здрава популација значи економска добивка на општеството, значи помалку трошоци во однос на медикаменти, боледувања, одвојувања за инвалидитет. Затоа и се апелираат тие систематски прегледи, значи затоа треба да се апелираат. Нешто што нас ни фали во моментот е не само кампањата, него ни фалат и едукацијски работилници на пациентите, односно на популацијата за здравиот начин на живот. Докторке, која е вашата формула за успех, да бидете успешни на професионален план, а исто така и во домот? Формула која е? Пред се јас сум човек кој што си ја сака работата што ја работи, го сакам животот, ги сакам позитивните нешта. Позитивната енергија, трудолюбовиста, она што ме научиле да и она желбата за да работам и секогаш да го стекнувам новото и да го освојувам новото јас сум лекар, во областа на медицината, е она ми се двигателното мото во секојдневието. Сакам да помагам на луѓето, па и резултатите и она што доаѓаат некако се резултат можеби на она и што го работам. Меѓутоа, како главно мото е дека секогаш човек треба да си одбере работа што си ја сака, за да може да биде успешен. Дома успешноста нормално треба да се има разбирање, треба да се има потпора, треба да се има сваќање од брачниот другар, и јас тоа го имам и сум благодарна на сето тоа, за да може, за да има успешност. Не може еден човек да биде успешен ако ја двои работата од домот. Успешноста се јавува кога постои целина на тие два плана. Јас ви благодарам, докторке, што одвоивте време и бевте гостин во Живе и здраво, емисија посветена на здравјето на К1 телевизија. Благодарам.
На самиот крај мене не ми останува ништо друго освен да ве поздравам и да ви посакам многу здравје до следните 7 дена. Се гледаме за една недела.